Се игра 90-та минута на Паркен стадионот. 0-0 прво полувреме, 4-0 за Данска во второто полувреме и ќе има некое продолжение од неколку минути. Како две различни полувремења, Дургутов, ако првото полувреме ни даде надеж, ни го продолжи сонот, во второто распад систем во нашата репрезентација. За жал, лоши 45 минути. Многу анализа не треба. Игравме навистина променливо и лошо. Судијата освирни крај. Накратко кажано, се држевме гордо, достоинствено 45 минути. Целиот мондијалски сон, целиот труд падна за нецели 10 минути од 49-та до 59-та минута. Македонија прими 3 голови, каде што Дамсгард го отвори резултатот со 1:0 од 49-та минута, а подосна Густав Исаксен во 2 наврати постигна 2 гола, би рекол од ситни или крупни грешки, како сакате, на нашата одбрана, а точка на се стави Норгард во 76-та минута, некаде од корнер се создаде мешаница пред голот на Столе Димитриевски и топката заврши во мрежата. Дека е тоа фаул врз Столе Димитриевски, но немаше забавената реакција. снимка покажа дека Хојлунд, шпицот на Данска, деветката, го турна Столе Димитриевски буквално со телото, така ние го видовме. Не се никој не реагираше. И ова да го кажам, чудно е како германскиот судија Феликс Бајер не досуди и не покажа никакво судиско продолжување, иако беа извршени речиси, можеби рекордни 10 измени во двете репрезентации. Па чудно или не, на резултатот 4-0 не е ни некоја штета да бидеме реални што не е покажано судиско продолжение. Да бидеме и да си признаеме самите на себе, сакавме што побрзо да заврши овој меч. Ако во првото полувреме имавме, кажав на почетокот, надеж, во второто полувреме тоа исчезна после првиот примен гол. Мислам дека нашите фудбалери, без сега, не треба никој да се прави паметен и да изиграва генерал после изгубена битка. Лесно е тоа да се каже, но ми се чини дека требаше да подзастанеме на 1:0 кога го примевме тој прв гол, кога топката буквално се шеташе во 16-тикот. Столе Димитриевски одбрани, па Херера имаше еден чист лизгашки старт, а на крај Стојчевски не успеа да избие и заврши. Дамсгард ја затресе мрежата. Мислам дека тука на 1:0 требаше да продолжиме да играме исто стабилно, со куси враќање наназад и на средината. Да решам да играме како да е 0:0. Тоа е мојот прв печаток со овие емоции, со ова врела глава. Тешко е да се каже, но сепак тажно е 4:0. Мислам дека Македонија не го заслужи овој пораз со 4:0. Кој како сака нека мисли, данците беа подобри, но 4:0 е повеќе пораз од наша вина, од наша некоја неангажирана игра, отколку дека данците беа супериорни, толку надмокни или не знам како да се изразам. По тие десетина минути кога ги примивме трите гола и беа данците надмочни, но пред се заради застанувањето на нашата одбрана. Не знам што е тоа што се случи, ќе има и пресконференција сега по завршување на надпреварот, ќе каже селекторот, предпоставувам, што им порача на полувремето, но да не мудруваме и да не се правиме... Не треба да се фрлаат дрови и камиња. Да не се правиме паметни. Пораз, фудбалскиот живот продолжува. На никому не му е лесно, најмалку и нас кои овде сме 3 дена ги следивме и подготовките. Дали ќе се сложиш само дека имаше искра надеж меѓу сите нас овдека во новинарската ложа после првите 45 минути, како да чувствувавме дека некако успеваме да се држиме? Па, апсолутно е така, иако немаше некој директен удар на гол. Меѓутоа и она што сакам да го потенцирам, 49-та минута Дамсгард го отвори резултатот, ја објасни факцијата целата како Хојлунд втрча меѓу Зајков, ми се чини, и Муслиу. Тамо излезе сам пред Столе, успеавме да одбраниме на 2 наврати, да примевме гол. Меѓутоа, 54-та минута
При резултат 1:0 за Данска ја имавме можеби најдобрата акција на надпреварот, кога Барди некаде на 16 до 18 метри со еден лажњак, фудбалски кажано, се ослободи, си направи простор за удар, ја шутна топката ниско по земја, а заврши можеби на половина метар покрај дирекот. Ете, тоа е фудбалот. Еден удар на Барди да влезеше, ако резултатот беше 1:1, ќе зборуваме сега поинаку. Не сакам да ги правдам нашите, нити да барам аливи. Реков, тажни сме, тежок пораз, но да не забораваме, сепак фудбалот е игра и ќе речем фудбалскиот живот продолжува понатаму. Не изгледаше Данска толку моćно колку што покажува резултатот на семафорот, иако во тие 10 минути Македонија беше некоја поинаква репрезентација од она што ја гледавме во првите 45 минути. Останува горчината во грлото, во устата, останува тагата по тоа дека можевме да направиме нешто повеќе, да продолжиме да сонуваме, но тоа е вистината, како што велиш, тоа е фудбалот и затоа не треба да се предадеме, да продолжиме да гледаме. Не, во некој случај. Кон тоа што допрва ја очекува оваа репрезентација со овие нови имиња во буквална смисла и на селекторската позиција и во играчкиот. Концепцијата која селекторот ја изгради во првите 45 минути се урна, рекол за 10 минути, се урна и мондијалскиот сон на сите нас, на навивачите, на стручниот штаб, на новинарите, на јавноста, на фудбалерите, на репрезентативците. За само 10 минути сето она што почнавме да го градиме и да го сонуваме, да речем реализираме од март минатата година во тој квалификационен циклус против Лихтенштейн, првиот надпревар во Вадуц, па да не ги набројам сите против Белгија, Велс и Казахстан. Стигнавме до баражот, имавме очекување, имавме надежи. Дури и по првото полувреме продолжи да трае тој мондијалски сон. Реков, ќе повторам и можеби тука е најдобро да завршам. За 10 минути од 49-та до 59-та минута данците постигнаа 3 голови. Македонија нема примено 3 голови за 10 минути, можеби 20 години наназад. И тука заврши мондијалскиот сон за секој македонец кој го сака фудбалот и кој ја поддржува фудбалската репрезентација. Тоа е тоа, се одјавуваме од Паркен во Копенхаген, 4:0, Данска оди во финалето на баражот.